Добар ден, Пладневни вести на Канал Плюс. Следи кратка најава за делот со држините во овие вести, во кои меѓу другото ќе имате можност да ги слушнете деталите од Европското првенство во сумоборење, кој викендов се одржува во Штип. Од денес до недела во салата Јордан Мијалков во Штип околу 200 сумоборачи ќе ги одмерат силите. Почнува Европското првенство во сумоборење. Пуштена е во употреба пешачката патека на крајбрежјето на Беровско езеро. Надополнета со урбана опрема, патеката е одлична за рекреација и уживање во убавините на овој туристички бисер. Вечерва во Кочани, утре вечер во Штип ќе се промовираат две стихозбирки. Пред Кочанчани илузија на Ана Дедова, пред Штипјани љубовна сиромаштија на Аника Илиевска. Европската Унија да се наврати на некои од предлозите кои беа на маса на лидерскиот состанок во Брисел. Можеби на некои од предлозите не им било посветено доволно внимание, порача премиерот Никола Груевски на сесијата на форумот на Кран Монтана за Југоисточна Европа и Западен Балкан. Стратешка цел на Македонија е да стане полуправна земја, членка на Европската Унија и НАТО. Тоа е во интерес на сите граѓани и ќе доведе до подобра иднина, порача премиерот Груевски. Средбата на четворицата политички лидери со посредство на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во Брисел не го даде посакуваното решение за излез од политичката криза, а на дебатата на форумот Кран Монтана во Брисел, премиерот Груевски го изрази своето верување дека наскоро домашната политичка криза ќе биде совладана. Премиерот нагласи дека отворањето на пристапните преговори со Македонија како членка која ги исполнува критериумите ќе биде вистински чекор за полноправно членство на државата во Европската Унија и НАТО. Но тоа не би била целта за решавање на сите проблеми, туку би значело неоспорна точка на национален консензус, што треба да се стави во реалност во диалог и партнерство со Европската Унија и НАТО. Ќе продолжиме напорно да работиме за да постигнеме добри резултати како целосно хармонизирање на реформите, за да ги засилиме ЕУ стандардите како придобивка за нашите граѓани. ЕУ, САД и другите наши меѓународни партнери имаат голем придонес во процесот на интеграција и членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Македонија никогаш не го смета овој ангажман како хендикеп, туку како поттик во процесот на нашето интегрирање во ЕУ и НАТО. Република Македонија се соочува со политичка криза. Политичкото раководство на земјата инвестира напори за да ја надмине преку диалог. Премиерот ги повика земјите членки да се обидат и да ги истражат предлозите за надминување на проблемот со името. Кризата во земјата треба да се реши што е можно поскоро. Перспективата на Македонија е во Европската Унија, нагласи премиерот Груевски. Крајбрежјето на Беровско езеро доби модерно уредена пешачка патека во должина од 1620 метри. Патеката е наменета за пешаци и велосипедисти кои ќе можат да уживаат во убавините на Беровското езеро. Истата е надополнета со урбана опрема за одмор и рекреација и по целата нејзина должина е осветлена со канделабри. Берово ја започнува туристичката сезона со нова пешачка патека околу Беровското езеро. Патеката се протега по брегот на езерото со вкупна должина од 1620 метри. Наменета е за пешаците и велосипедистите кои ќе можат да уживаат во убавините на Беровското езеро. Тоа е резултат на добрата соработка, на координираноста во реализирањето на проектите помеѓу централната власт и локалната самоуправа и по изготвување на техничката проектна документација преку Министерството за транспорт и врски. Ни беше одобрен проектот, кој проект подоцна со распишувањето на тендерот се најде изведувач, кој изведувач ја изгради патеката која, морам да кажам, за нас како општина која го промовира, го развива туризмот, е од огромно значење. Искрено да се заблагодарам на сите од владата на Република Македонија кои ја поддржаа оваа наша апликација и сметам дека со самата изградба на патеката ќе овозможиме и други содржини во развојот на туризмот, тоа е сите гости кои тука се сместуваат и во приватните викендички и во хотелите кои
ги има тука како Аурора, хотел VIP, ќе ја користат, ќе ја ползуваат патеката во шетање и сметам дека тоа ќе представува уште едно задоволство за гостите, за туристите кои доаѓаат во Берово, поточно на Беровско езеро. Крајбрежната патека е во должина од 1335 метри и истата се протега од зградата на кајакарското друштво до мостот или ѕидот на браната. Патеката е со широчина од 3,5 метри и 2,5 метри на места каде што е непосредно до езерото. Долж патеката се протегаат скали во должина од 140 метри на мощне страмен терен, кои водат од обиколната патека крај ѕидот на браната и хотелскиот комплекс Аурора. Скалите се со широчина од 1,5 метар. Третата патека, која е во должина од 205 метри и ширина 3,5 метри, води од оградата на Аурора до одморалиштето Младост. Пешачката патека е надополнета со осветлување со канделабри, поставена и урбана опрема, клупи за одмор, корпи за отпадоци, проширени одморалишта со пропратни содржини, клупи и маси, 8 локации за скара, настрешници и павилјони за сенка. За реализација на проектот се потрошени околу 16 милиони денари. Вечерва со почеток во 18 часот во библиотеката Искра во Кочани ќе биде промовирана збирката поезија Илузија на Ана Дедова. Утре во 18 часот во Дом на млади Штип ќе се промовира стихозбирката на Аника Илиевска Георгиева Љубовна сиромаштија. Се работи за трето поетско дело на Георгиева составено од така наречени песни пароли или песни крикови. Вчера беше завршна приредба имаа децата од градинката Вера Цири Вири во Штип. Првите 5 најважни на свет беше мотото на генерацијата која од септември ќе седне во училишните клупи. Во тек е уписот на деца во некои од клоновите на градинката. Исполнете скоро целиот капацитет на градинката, заради што се планира проширување на дел од објектите, вели директорот Трајан Коцев. Бројни се бенефитите кои децата имаат при нивниот престој во детските градинки. Науката и медицинските работници во последните години се повеќе укажуваат на важноста на развојот на децата од најмала возраст. Имено, интелектуалната способност кај секоја личност зависи од бројот на синапсите помеѓу невроните, а синапсите се формираат со разни стимулации. Науката кажува дека 50% од синапсите се формираат до 5-та година на детето, додека 75% до 7-та година. Со ова јасно се укажува дека градинката е релевантна предучилишна институција. Почитувани гледачи, денес сутри на 14 јуни во салата Јордан Мијалков во Штип ќе се одржи Европско првенство во сумоборење во организација на Македонската сумо федерација на чело со претседателот Виктор Богданов. По одлука на Европската сумо федерација, оваа година овој спортски настан од европски ранг ќе се одржи токму овде во Штип. По тој повод, наш денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е претседателот на Македонската сумо федерација, господин Виктор Богданов, со кого ќе разговараме повеќе околу ова. Господине Богданов, добре ни дојдовте во студиото на Канал Плюс. Благодарам за поканата. Еве, за почеток, како што најавив, овие 3 дена во салата Јордан Мијалков ќе се одигра Европското првенство во сумоборење. Докаде сте со подготовките? Да, така, значи во период од 12 до 15 јуни е најавено дека ќе се одржи Европско првенство во сумоборење за прв пат во Македонија. Значи дел од екипата и делегацијата пристигна вчера, се сместени во хотелите во Штип, скоро сите хотели се полни. Дел од екипата и денеска пристигна, ги сместивме, така денес по програмата од 17 до 19 часот е мерењето и акредитациите на спортистите и делегациите. Потоа следува семинар за судии, кој дека е нов спорт во Македонија. Имаме ние дел од нашите судии кои се со лиценца за меѓународни надпревари, но сакаме и уште повеќе судии да обучиме за понатаму да го развиваме овој спорт. За колку надпреварувачи станува збор, односно од колку земји од Европа ќе учествуваат на надпреварот? Значи на овој настан имаме најавено 200 надпреварувачи, како што и стигнаа од државите Бугарија, Германија, Финска, Холандија, Грузија,
Унгарија и се разбира од Македонија. Македонија колку пати до сега има учествувано на вакви европски првенства? Значи, Македонија е членка од 2010 година во Европската сумунија, каде што за прв пат учествуваме на Европското првенство во Варна, Бугарија. Потоа од 2010 година наому секоја година учествуваме на европските првенства. И имаме направено... Кои се постигнатите успеси на федерација? Значи во 2013 година во Будимпешта освоивме второ место во категоријата до 85 кг. Нашиот надпреварувач Савев Боган го освои второто место. И минатата година во Бугарија, во Самоков, го освоивме третото место. Исто Савев Боган. Кои се карактеристики на еден сумоборач кој што треба да ги поседува? Бидејќи ово е нов спорт во Македонија и сакам да ги запознавам нашите гледачи, значи Европското првенство ќе се одржи во различни возрасти и различни категории. Значи во секоја категорија, во секоја возраст има категории. Така до 14 години, 16 години, 18, 21 година и за сениорска конкуренција. Значи почнуваат од 60 килограми, 70, 80, 110 и плюс 110 имаме. Кога веќе зборуваме за возраста, која е најсоодветна возраст за да се започне со сумо боринг? Значи најдобро е спортистите како и во секој боречки спорт од најраната возраст да започнат со овој спорт. Значи ново европско кажавме дека има од 14 години па до сениорска конкуренција во различни возрасти и категории. Така. Рековте дека ќе учествуваат 200 надпреварувачи на овој надпревар. Имаме информација дека ќе се надпреваруваат и девојки. Да, точно е. Дали станува збор за девојки од Македонија или сепак од европските земји? Да. Значи во Европа се доста развиени девојките во овој спорт, дека се надпреваруваат. Во Македонија се уште не. Со тек на време се надеваме дека и Македонија ќе стане дел од ова. Ви благодарам многу на вашето присуство што одвоивте време. Вам, драги гледачи, ви преостанува овие 2 дена, односно утре и во недела, да отидете во салата Јордан Мјалков и да ги проследите надпреварите. Авион на летот MX-148 на Malaysia Airlines што патувал кон Куала Лумпур кружел над аеродромот во Мелбурн пред да биде принуден да слета. Наводно авионот исфрлал гориво поради пожар во моторот. Противпожарната бригада потврдила дека навистина помагала во решавање инцидент на аеродромот, но не дала други детали. Хакери украле лични податоци и идентификацијски броеви на сите федерални службеници во САД, соопшти синдикатот на државните службеници. Според синдикатот, кибернападот е многу потежок од колку што го представува владата. На 5 јуни стана познато дека хакери упаднале во податоците за управување на персоналот на американската влада во изминатите 30 години. 4 лица смртно настрадале, а 2 се повредени во сообраќајната несреќа која се случила утрово околу 4 часот кај мотелот Наис на автопатот Ниш-Белград. Несреќата се случила кога камион со турски регистарски ознаки налетал на 2 возила. Двете возила во кои удрил камионот се со регистарски ознаки на Лесковац. Општината Македонска Каменица во соработка со културно-информативниот центар Романса и спортско-риболовното друштво Шаран во соработка со спортското здружение Акватера за утре го најавуваат првиот промотивен настан за презентација на водените спортови стендап педал и windsurf. Настанот ќе опфати информативно-едукативна презентација на водените спортови со нивните карактеристики и можности, како и бенефитот за физичкото и ментално здравје на луѓето. Сето тоа преку презентација за однесување, заштита и спасување во вода, презентација и приказ на опрема и практична проба и промотивно возење на стендап педал и windsurf. Целта за организација на настанот е промоција на можностите за развој на туризмот на Калиманско езеро и воопшто на Македонска Каменица, отворање на стендап педал здружение, организација на трка и ставање на Македонска Каменица на мапата на надпревари во стендап педал. Ова беше се во овие вести. Бидете и понатаму со програмата на Канал Плюс. Со нови информации се гледаме во 16:30. Пријатен ден!